Министерката за образование и наука Весна Јаневска во Клик Плюс на ТВ21 изјави дека во моментов се работи по пријави за фалсификат дипломи и дека законот за сега дозволува само казни, но и дека наскоро ќе стапи во сила новиот закон за високо образование, со што ќе има и други процедури за овие фалсификат дипломи. Како што вели таа, случаи со фалсификат дипломи имало во минатото, но и сега. Сите пријави кои ни се доставени се процедурирани. За жал, законот никаде не е дециден и не вели што треба да се постапи откако ќе се заврши процедурата. На голем број на процедури сме ги решиле со казна на субјектите кои направиле прекршок. Во моментот тече еден процес и таму нема да можеме да го решиме проблемот само со Државен просветен инспекторат, ќе мора да се вмеша и Агенцијата за квалитет во високото образование, за да можеме да го заокружиме и тој процес, кај што постои сомнение дека можеби се издавани такви дипломи. Министерката пред известно време најави така наречен зид на срамот. Тоа е практично платформа на која ќе се објавуваат трудови, магистарски, докторати, но и нивните рецензии, кои потоа ќе бидат споредувани. На овој начин ќе се увиди дали тие се плагијат или не. Јаневска вели дека е недозволиво да има исти или во 90% слични трудови. Некогаш кога се разработуваат теориите, тоа е дозволено и во списанијата со висок импакт фактор. Вели 20% во твојот труд може да има преклопување со други трудови, затоа што работите иста теорија во иста област, сте почнале некој експеримент, па го докажувате, проверувате и така натаму. Но не може да е нешто исто во 70-80% или еден збор сменет во насловот на темата, па да речеме дека ова е друга тема. Инаку министерката во гостувањето во Клик Плюс воедно потенцираше дека реформи во образованието мора да има, бидејќи токму состојбата во образованието во голема мера е виновник за состојбите во државата.